Дубоко десничарење. Добре дојдовте у уште една епизода од Дубоко десничарење. Денес, пошто сите само за тоа збора, тоа е едина тема, денес би сакал да се осврнам на короната, короништата, што може да речеме ние, како дубоки десничари, по коронското прашање. Па, првата и основна ствар што треба да ја знаеме за короната, тој ликот што ги им досаѓаше на кореанците, што им викаше мрш назад у Кина, тој беше управо, требаше да го послушаме, требаше прво и основно Македонија да се изолира од остатокот од светот и така да спречи продирање на короната у Македонија и заразување на македонците. Значи, не само што, требаше да се затвори пристап и од Кина и од сите земји кои што се знае дека се жаришта на вирусот. Сега, од ова што можеме да го видиме, гротото од вирусот се има преширено преку Дебар, преку Струга, значи не го шират македонци, туку го шири на другоно племе, кое што е ноторно по своето отсуство на хигиена и отсуство на дисциплина. Значи, ја искрено верувам дека они може да запазат социјално дистанцирање, може да запазат карантини и изолација како нормален народ и така да ќе видиме многу ширење на короната измеѓу горе наведеното племе што ни ја донесе од Италија. Меѓутоа, на глобално ниво, што значи короната? Короната е нус ефект на глобализмот. Глобализмот овдека сватен и глобализацијата како? Рушењето на границите меѓу земјите, слободен проток на луѓе, на добра, на капитал. Све тоа го прави светот, сите оние земји кои што се инволвирани во оваа глобализација, овие слободни движења на луѓе, на капитал, на роба, ги прави ранливи, фрагилни на епидемии и други катастрофи на кои што може да бидат локални, меѓутоа со помош на глобализмот стануваат глобални. Да немаше глобализам, да немаше глобална поврзаност на луѓето и на капиталот и на пазарите, короната ќе си останеше у Кина и ќе беше кинески проблем и многу луѓе ќе изгинаа у Кина како што изгинаа. И тука има еден муабет, кинезите дефинитивно лажат за тоа колку луѓе се умрени од вирусот. Има, побарајте на Твитер, еден муабет за крематориумите у Вухан, како не можеле 7 крематориуми одеднашка да постигнат за сите починати у Кина да ги обслужат. Значи, тоа ќе останеше кинески проблем, ќе погодеше Кина. Ствари неа ни погоди Кина, го погоди Вухан. Кинезите одма изреагираа, направија обрач околу град, го ставија градот у карантин и добро мање више се справија. Мислам, нема добро справување со ваква работа, али можеше многу полошо да биде. Исто можеме на кинеска нехигиена и глобализам за тоа да ги обвиниме и шпанската грипа, шпанскиот грип од почеток на 20 век, а и нормално црната чума е дојдена од Кина преку глобализацијата што ја представува трговијата со Кина по патот на свилата. Значи, што треба се ова да значи? Ова не значи да се забрани трговија со надвор, ова не значи да се забрани патувања, туку секоја држава треба да ги запази своите граници. Границите на една држава се нејзин конститутивен дел. Без делинеација за тоа кој е внатре и кој е надвор, не може да стане збор за суверена држава, не може да стане збор за озбилен суверен ентитет. Затоа јас се противам, а овде ќе се надоврзам и на претходната епизода, се противам на Шенгенскиот договор. Шенгенскиот договор нема потреба да постои, тој и оневозможува на европските земји да вршат контрола врз своите граници. Тоа нормално сега луѓе ќе речат, па како ќе патуваме у Европа? Од кај тоа дека имате вие право да патувате у Европа? Влез и излез со една земја, да се даде некому право да влезе и излезе у таа земја е прерогатив на власта. Значи, ако не ве пушта некој у Немачка, нема ти што да бараш у Немачка. Ако немците се на мнение дека твојот влез у Немачка ќе е погубен по нив, лош, или едноставно не им се свиѓа суратот твој,
нема ти шо да идеш у Германија, нема ти шо да идеш у Немачка. Истото мислам дека дека важи и за Македонија. Нема шо ние тука да пуштаме било кого, треба да имаме контрола на тоа кој влегува, кој излегува во Македонија. Нормално. Понатаму, за капиталот, за добрата и услугите. Една ствар што луѓе не ја сваќаат, кога се отвараат пазарите, оно што го гледаме ние во Хрватска, масовно иселување на младите, па и од Македонија. Македонија тек ќе почне масовно иселување на младите. Што значи, сиот човечки капитал што може тука да се стави кон промовирање на македонштијата, на македонскиот просперитет, све тоа иде у неповрат, иде по белите светови, по џадиња, младите бараат у наводници подобар живот, на западот колку е подобар животот не сум сигурен, таму поише пари има, и плюс поверојатно е дека црнци ќе ти ја исечат главата или таму нешто, ама битно пари поише имало. Мислам дека како западот полека иде помалце у курац, се поише наши што избегале таму ќе се вратат у Македонија, дали ние ќе бидеме културни и фини спрема нив кои ќе се вратат, тоа е знак прашање. Пошто нели кога беше заебано не остае на цедило, а сега кога станува гадно на запад, сега им чини Македонија. И тоа е, короната е болест која што произлегува од глобализмот. Седете дома, ако ептен морате да искачате, носете маски, носете заштитна опрема, држете се на дистанца. Ја имам тој баксус да живеам у центар на Скопје и тука сме натуткани као сардини еден врз друг луѓето. Бев дока едно пријателче у ѓорче малце да ги протегнам нозете и дури у едно ѓорче што не е баш село, што пак има поише дистанца меѓу луѓето, да пак имаш ти некој минимум човечка интеракција, можеш со комшијата муабет да направиш, ама на 2 рукохвата, на 3 рукохвата стоиш. Што е, мислам, не е идеално. Јас сум човек што сака да се дружи, јас сум човек што сака да шета, да искача, ова, она. Мене карантинот ептен тешко ми паѓа. Идам чатпат до железата поред Вардар да вежбам, зашто иначе. Ама јебега, мора, тоа е, иначе старците ќе ни испоцркаат. Тоа ја мислам дека не е десничарски да сакаш да ти исцркаат старците. Така да, запамтете дека короната е болештија која што ја влоши глобализмот, ја донесе глобализмот, ја донесе тој култот спрема работење надвор и патување, на мегаломанските, ја да ги видам сите градови. Многу поише можеме да постигнеме ние тука у Македонија. Не векам дека ја не сакам да патувам, ја сакам да патувам, али ако изборот е или патување или епидемија, ќе си седиш дома, истото за седење дома го збориме. Има алтернативи на глобалистичкиот модел, сега имаме интернет, ако сакаш да го видиш светот, да се видиш со секакви луѓе, може по интернет да се видиш со луѓето. И нормално, една голема лекција што мислам дека никој не ја научи е дека животот у град е помалце добар за овие работи барем, него животот понастрана, еве не мора село да биде, ама предградијата се добри. Ја лично би сакал малце на дистанца, ама Господот не е давал таму, Господот на друго место давал јас да живеам. И тоа би било тоа. Пазете се од болешти, пазете се од вируси, мијте рацете, се гледаме у некоја наредна епизода од Дубоко десничарење.